Сега од 1 јуни престана да важи антикризната мерка со која беа намалени маржите и данокот и од тогаш цените вртоглаво растат. Кики, Државниот пазарен инспекторат вели дека е постојано на терен, па ајде информациите се кај тебе. Токму така, Јована, добро утро, колеги до вас, добро утро за сите оние кои што не ја реализираат емисијата денеска. Спомена и ти, здравата храна треба да имаме на трпезите, но прашање е колку можеме истата да си ја дозволиме, имајќи предвид дека минималните месечни трошоци на едно четворочлено семејство во мај се зголемиле за близу 3000 денари во однос на јануари. Ова го покажуваат пресметките на Сојузот на синдикати на Македонија, изработувајќи ја минималната синдикална кошничка. Според анализите, најголемо зголемување има кај исхраната и пијалоците, како што спомена впрочем и ти, Јована. Инспекторите од Државниот инспекторат се на терен во контрола на цените, односно колку е покачувањето на истите. Што се забележале на терен, дознаваме од нашата соговорничка. Велам добро утро за директорката на инспекторатот Анита Симеска-Димовска. Благодарам за отстапеното време да ја почнеме работната недела со информации кои што им значат секако на граѓаните. Така, добро утро. Ви благодарам на поканата и ви благодарам на можноста да ги информираме еве преку вашата телевизија граѓаните за тоа што се случува на терен и што Државниот пазарен инспекторат во изминатиот период работеше и констатира. Господја Димовска, по укинувањето на антикризните мерки, информациите велат дека зејтинот, да речеме, поскапал за 25 денари, шеќерот за 8, млекото за 9. Поскапувањата, велите, не се незаконски, но вашата и задачата и на вашите инспектори на терен е да видите колку работат совесно трговците. Така, нашата работа на терен е согласно нашите надлежности, а тоа е да овозможиме почитување на законите од страна на трговците и почитување исто така на законите спрема потрошувачите, односно да овозможиме кон потрошувачите да бидат остварени правата на потрошувачите. Во таа насока во право сте дека во изминатиот период констатирано е зголемување на цените, тоа е евидентно, сите како потрошувачи тоа го чувствуваме. Меѓутоа, нашата обврска е да ние овозможиме сето тоа да биде во рамките на законот. Како што кажавте и самите, покачувањето на цените не може да биде ограничено, тоа е слободно формирање на цени, меѓутоа секое формирање на цени треба да биде евидентирано согласно законот за трговија, односно согласно правилникот кој што треба да го водат трговците. Дали од досегашните контроли секој трговците е евидентирано и прокнижено? Па ние утврдивме дека во изминатиот период извршивме над 200 инспекцијски надзори, претежно кај трговците на мало, и констатиравме дека кај 30 на трговци или не се наоѓа евиденцијата во трговијата во објектот, или пак таа не се води согласно правилникот, односно не е цената евидентирана на начин како што е предвидено тоа со правилникот. И секако за таквата констатирана состојба ќе следат и соодветни мерки согласно законот. И нешто подоцна ќе зборуваме за мерките. Во меѓувреме, една од најчестите реакции на граѓаните е дека трговците ги тргаат производите од рафтовите до добивањето на нова цена за истата, да може истите да ги продават по повисока цена. Се крши ли тука некаков закон? Да, добивме и ние такви информации, меѓутоа тоа најверојатно се случи во веќе при крајот на работното време, во деновите кога се менуваше, кога веќе одлуката престана да важи, така да може би дел од трговците ги повлекле производите. Дефинитивно сметам дека тоа спаѓа во непрофесионално однесување на трговците и тоа е согласно законот за заштита на потрошувачите предвидено, односно тоа подразбира дека трговците не се однесувале согласно барањата за професионално однесување. До некаде дури можам да бидам слободна да речам дека тоа е еден вид на измамничко однесување во делот на достапноста на производите. Доколку ние во моментот тоа го утврдиме и ќе го санкционираме, меѓутоа апелирам до трговците да не ја губат довербата кај потрошувачите, односно да се однесуваат професионално,
бидејќи всушност и трговците зависат од потрошувачите. Меѓутоа и потрошувачите секако апелирам до нив да можат и сите вакви појави доколку сметат дека ги има да ги пријават на време. Велите секоја цена треба да биде евидентирана и прокнижена, но регистрирани се и отстапувања на терен. Што со оние кои што не ги почитуваат правилата на игра? Па, како што напоменав, значи, согласно законот за трговија, предвидени се казнени мерки, тие се со изрекување на прекршочна глоба, согласно законот, зависно од видот на субјектот, односно од големината, се движат од 400 евра до 5000 евра за правното лице и од 30 до 300 евра глоба за одговорното лице, доколку не се евидентирани согласно правилникот. Доколку евиденцијата не се наоѓа во трговијата, тука имаме предвидени други, тие се поблаги мерки, меѓутоа затоа доколку евиденцијата во моментот не се наоѓа, трговецот мора да ја достави до инспекторите, бидејќи таа мора да се води. Што со граѓаните, односно со нас, кои што сите ние кои што сакаме да спречиме измамничко однесување, како да постапиме, како и каде да се пријави? Па има неколку можности, ние стоиме на располагање и сме отворени во секој момент, може директно во Државниот пазарен инспекторат, во сите подрачни оделенија или во сите градови каде што имаме канцеларии како Државен пазарен инспекторат, лично да појдат и да достават пријава. Исто така може на телефонскиот број 191 да ги пријават овие неправилности и електронски можат преку вебсајтот на Државниот пазарен инспекторат. И не можеме да не прашам во однос на состојбата на терен, може ли да се одговори на сите предизвици, доволно ли сте екипирани? Па ние се трудиме максимално да одговориме на сите предизвици. Јас верувам дека во изминатиот период одговоривме соодветно во рамките на нашиот капацитет. Државните пазарни инспектори се постојано на терен, иако сега е време на користење на годишни одмори, веќе започна и кај нас да се користат. Ние работиме со преполовен капацитет, меѓутоа затоа тие што се на работат и двојно, така да одговараме на сите предизвици во моментов. Господи Димовска, благодарам за разговорот. Ние секако во периодот кој што следува ќе се среќаваме повторно на оваа тема. Благодарам. Ви благодарам за поканата. Сосема накусо да споменеме дека се очекува според информациите кои што ги имаме и владата да се изјасни во деновите кои што следуваат дали ќе се интервенира во цените. Во меѓувреме велат она што можеме ние да го направиме е да процениме од каде ќе купуваме, бидејќи како што потенцираат и властите неголемата казна за одреден трговец кој не игра по правилата на игра, да не купуваме од кај него. Студио?